Советот на општина Кочани ја одржа 15-та редовна седница, на чиј дневен ред се најдува само 2 точки. За нив, потребата од итност при разгледувањето беше причина за дилема кај дел од советниците. Ако до некаде тоа можеше и да се прифати за предлог одлуката за утврдување приоритет и собствено учество во проектот паметно мерење и управување на енергијата за јавно осветлување, тогаш сосема необично е зошто повторно на дневен ред се најде предлогот за измена на одлуката за основање на јавното предпријатие за стопанисување и одржување на јавното осветлување во Кочани. Истата оваа точка се разгледуваше и на минатата 14-та седница, што се одржа на 7 јули. Десетина дена подоцна, со мали козметички измени, таа повторно им се понуди на усвојување на советниците. Токму поради тоа имаше и прашање од нивна страна, а обид за образложение и оправдување на одлуката дојде од општинската администрација. Барам објаснување, за прва точка има објаснување, за втора точка итноста за пошто еднаш точката е повлечена, мислам, не помине итноста зашто сега се става на дневен ред на оваа седница. Благодарам. Во ред, точката ја ставаме од причина што веќе сме во постапка на регистрација на јавното предпријатие Светлина Кочани 2022 и сакаме во целост да бидеме усогласени со сите одлуки што се донесени, а образложение дадовме која е причината поради која пристапуваме кон изменување на одлуката за основање. За да не влеземе во ново задоцнување во делот, бидејќи има рокови и при регистрација на јавното предпријатие во Централен регистар на Република Северна Македонија. Останува отворено прашањето дали поради тромоста, односно бавното работење на дел од општинската администрација, таа самата бара да и се продолжи рокот за да ја заврши постапката за основање на јавното предпријатие Светлина Ко 2022. Чудно е како не можело да се предвиди дека 2 месеца ќе и бидат малку за да ја сработи задачата, па сега барат двојно повеќе. Оправдување за тоа не смеат да бидат годишните одмори, затоа што ако се работи за навистина итна и неодложна потреба, тогаш надлежните од администрацијата задолжени за обврската можеле да го одложат летувањето за одмор на есен. Потврда дека работата не оди како што треба е што оваа точка по втор пат не доби поддршка од Советот. Работници со опрема и механизација на водостопанската подружница Брегалница беа ангажирани во изминатото деноноќие на отстранување на сериозен дефект на десниот магистрален канал од хидросистемот. Поради огромниот воден притисок, дошло до оштетување на механизмот за контрола на испустот, а со брза интервенција спречени се поголеми загуби на вода и поплавување на дел од површините засејани со житни култури. Поради оштетување на затворачна опрема на испусно место број 3 во катастарска општина Оризари дојде до неконтролирано испуштање на вода. Десен магистрален канал беше целосно затворен за да се спречи штети и поправка на самиот. Веднаш по испразнување на десен магистрален канал, екипи од подружница Брегалница Кочани пристапија кон санирање на дефектот и како резултат на тие активности наредниот ден веќе десниот магистрален канал е пуштен во функција. Се работи за голема количина вода од околу 10 кубни метри, а поради големиот притисок и дотрееноста на металната врата дошло до нејзино пукање и оштетување. Водата потоа без контрола почнала да се излева во нивите. Прекинот во десниот магистрален канал траеше околу 24 часа. Во овој период без вода за наводнување останаа дел од земјоделските површини во полињата во Кочанско, како и во Пробиштипско и Свети Николско. Од водостопанската подружница Брегалница информираа дека санирањето на дефектот е веќе завршено. Поставен е нов механизам за затворање, а во доцните попладневни часови водата од хидросистемот повторно потече до нивите во регионот. Општина Кочани ја реализираше втората фаза за дезинсекција, односно третман против комарците во рамки на овогодишната кампања. Во понеделникот вечерта стручна екипа на компанијата Лиса Ком од Кавадарци го спроведе второто терестичко, односно прскање од земја. Со превентивната дезинсекција беа опфатени површини во селата Тракање, Мојанци, Горни Долни Подлог, Грдовци, Прибачево, Оризари, како и во Кочани.
Рано изутрината пак се спроведе и прскањето од воздух, што го реализираше друштвото за авиоуслуги Бониер од Куманово, кое достави најповолна понуда на тендерската постапка. Со третменот од воздух беа опфатени површини од околу 1200 хектари во градското подрачје, како и во рамничарските села на територијата на општината. За третменот против комарците и во двете прскања се користеа широкоспектарни инсектициди, одобрени од Бирото за лекови. За оваа летна сезона, општина Кочани намени околу 3 милиони денари за прскање против комарците и од земја и од воздух. Сумата е повисока за околу 500.000 денари во споредба со претходната година, а средствата се обезбедени од општинскиот буџет. Дуото кларинети Ѓоревски-Баклевски одржа концерт во Центарот за култура Бели Мугли во рамки на летната културна понуда и годишната музичка програма на институцијата. Двајцата кларинетисти, кои сочинуваат единствен камерен состав од таков вид во државата, пред кочанската публика се представија со класични композиции од класицизмот и романтизмот, джез теми за кларинет, како и обработките Пајдушка миниатура и Пелистерско оро, што наменски за нив ги направија композиторите Дарко Илиевски и Дамир Имери. Во Македонија имаме доста концерти во овој состав дадено и свирено. И надвор од државата имаме свирено во Бугарија, во Словенија, во неколку градови, Америка, во Њу Јорк, Австрија, да, Словачка. Така да во Кочани прв концерт ни е, така да се надеваме дека не е и последен. Ѓоревски додаде дека нивна цел е да го истражуваат и представуваат репертуарот, што е ретко интерпретиран на концертните подиуми кај нас. Тоа и не беше целта кога го оформивме ова дуо, бидејќи ретко слушан, ретко изведуван камерен состав, без други инструменти, без клавир, и интересна програма. И тоа ни беше целта да понудиме нешто што го нема или многу ретко го има на нашите сцени, па дури и во странство. И бидејќи двајцата сме исто колеги од Македонска опера и балет, и од Битола, двајцата сме битолчани, така да пошто долго време се познаваме двајцата и од тука тргна сработката. Настапуваме со генерално 90% оригинално компонирани дела за два кларинети, а имаме плюс некои обработки од позната светска литература што е адаптирана за два кларинети. За своите досегашни настапи, дуото кларинети Ѓоревски-Баклевски е наградувано повеќе пати на домашни музички надпревари. На меѓународниот надпревар во Штањел, Словенија, ја освои сребрената награда во категорија камерни состави. Општина Зрновци ги заврши подготовките за одржувањето на традиционалниот илинденски турнир во мал фудбал, што се организира по повод општинскиот празник. Турнирот годинава ќе се одржи по 8 пат, а своето учество го пријавија вкупно 12 екипи. Тие ќе играат во 4 групи од по 3 екипи. Надпреварите почнуваат од свеченото отворање, што е закажано за среда 20 јули во 19 часот. Се планира дневно да се играат по 2 надпревара, од кои едниот ќе почнува во 19, а другиот во 20 часот. Завршницата, односно финалето, е закажано за 31 јули. Сите надпревари ќе се играат на мултинаменското спортско игралиште Васе Ангелов во Зрновци. Подршка во организацијата на илинденскиот турнир во мал фудбал доаѓа и од локалниот младински совет на Зрновци. Од општината најавија дека се обезбедени награди и признанија за најдобрите екипи и поединци. При тоа, екипите ќе добијат вредни парични награди, додека најдобриот играч, најефикасниот стрелец и најдобриот голман ќе добијат признанија и медали.